Утрински стихови од Библијата. 17 октомври. Се ви покажав. Во се ви покажав дека така треба да се трудите и да им помагате на немоќните и да си спомнувате на зборовите на Господа Исуса, како самиот што рече: поблажено е да се дава, отколку да се прима. Дела апостолски 20:35. Меѓу сиромашните има мнозина што копнеат да му ја покажат својата благодарност на Бога за неговата благодат и вистина. Тие силно чезнеат да учествуваат заедно со своите поимотни браќа во поддржувањето на неговото дело. Овие души не треба да се одбијат. Ако се дадени од срце, исполнето со љубов кон Бога, овие навидум ситници стануваат посветени дарови, бесценети жртви на кои Бог се насмевнува и ги благословува. Кога Исус рекол за вдовицата дека даде повеќе од сите, неговите зборови биле вистинити, не само во однос на мотивите, туку и во однос на резултатите на нејзиниот дар. Тие две лепти, што изнесуваат еден кодрант и донеле на Божјата благајна сума на пари далеку поголема од даровите на оние богати евреи. Влијанието на тој малечок дар било како поток, малечок на својот почеток, но кој се ширел и се продлабочувал додека течел низ вековите. На 1000 начини тој придонел за помагање на сиромасите и за ширење на Евангелието. Нејзиниот пример на самопожртвуваност дејствувал и предизвикал реакција на илјадници срца во секоја земја и низ сите времиња. Тој им се обраќал и на богатите и на сиромашните, па нивните дарови ја зголемиле вредноста на нејзиниот дар. Божиот благослов над лептите на вдовицата ги направил извор на големи резултати. Истото се случува со секој дар што се дава и со секое дело што се извршува со искрена желба да биде на Божја слава. Тој се поврзува со целите на семокниот. Неговото влијание за добро ниеден човек не може да го измери. Најобичните задачи, извршени со верност и исполнета со љубов, се убави во очите на Бога.